прочитавме текстот што ќе го разгледаме. Се доближуваме до крајот на ова послание. Двете посланија досега на нив посветивме скоро 3 години, може би повеќе од 3 години. Не водам евиденци, меѓутоа можам да кажем дека Бог навистина многу ни говореше. Самиот апостол, како да беше жив меѓу нас и не поучуваше. Има една анекдота на Марк Твен која многу одговара на оваа ситуација на апостол Павле и Коринската црква. Во таа анекдота Марк Твен вели: кога бев тинејџер, кога имав 14 години, мислев дека мојот татко, воопшто моите родители, се најзаостанатите луѓе во светот. И сега кога малку така созреав и сум над 20 години, мислам дека се чудам колку многу научија тие старци за само неколку години. Колку напреднале. И тоа е проблемот што ги имаат обично тинејџерите, кога ќе влезат во таа возраст и ќе запознаат некои звезди, идоли, и си мислат дека нивните родители се од епохата на Дедо Ное, толку заостанати. Но после неколку години, кога ќе созреат, разбираат дека и не се толку прости, дека знаат многу, може и повеќе од самите нив. Андреј во последно време вика дека многу сум се сменил. И викам, а може би па ти си се сменил во последните години или во последно време. Тоест поинаку или позрело ги гледаш работите или поинаку гледаш на мене. И некако слична е ситуацијата во црквата во Коринт. Павле е духовниот татко на таа црква. Тој дојде во Коринт, ја основа црквата, беше година и пол меѓу нив, им го даде евангелието, им ја кажа добрата вест. И во тие бебешки денови се трудеше да растат, да се движат на вистинскиот пат. И потоа замина на други патувања, дојдоа некои нови зверки, нови звезди, така да кажеме, духовни звезди, како што Павле ги нарекува лажни апостоли, представувајќи се како многу добри говорници, полни со дарби, харизматични, со чуда или не знам со какви работи, и буквално успеале да ги омагиусат коринтијаните. И гледајќи ли, споредувајќи ги го Павле со тие нови учители што дошле, се кажеле, па Павле, на кого толку се восхитувавме порано, ништо не знае. И не само што ништо не знае, она малку што знае, не знае да ни го представи. Слаб е во говорењето. И Павле, имајќи таква опреде таквата ситуација, гледајќи опасноста како тие лажни учители ги носат, ги заведуваат по погрешен пат, дури како што пишува во 10 глава, се плаши дека тие лажни учители ќе ги измамат, како што Ева беше измамена од змијата. Ќе бидат оттргнати од едноставноста на верата во Христос, дека тие, како што ги наречува, служители на сатаната, кои се представуваат како служители на правдата, со лажните учења ќе ги отргнат од патот. И затоа Павле почнува да говори за себе. Не е вообичаено тој да се фали. Меѓутоа влегува во таа стапица и тука во овие стихови гледаме, Павле кажува: вие ме принудивте. Вие ме принудивте и јас да почнам, станав безумен, се глупирам сега, се фалам. Многу неволно го правам тоа. И знам дека не е во Господа, дека Бог не го сака тоа. Но на крајот на краиштата ги кажувам тие работи за да сепак сета слава ја дадам на Бог. Тоест, се фалам во Господа. И постојано и во овие стихови ќе видиме и во текстот што го разгледавме, еден лајт мотив врти, а тоа е дека е слаб. Самиот тој е слаб. Меѓутоа, иако е слаб, со ништо тој не заостанува за тие лажни апостоли, бидејќи Божјата благодат работи во неговата слабост. И тој решава да живее со сознанието, да се подсетва постојано дека е слаб, за да биде така употреблив
во Божите раце. За да биде така апостол, преку кого во целост, потполно ќе се покаже Христовата сила. И тоа е неговата поента пред целото време. А главната идеја е да ги оттргне, представувајќи се себе, тоест големите откровени и дела што Бог ги прави во неговата служба, на тој начин да ги оттргне од канџите на тие лажни учители и да ги врати на вистинскиот пат. Има надеж за тоа, оптимисте, и тоа ќе го видиме кон крајот на овој текст. И во наредните стихови, овој параграф, што ќе го видиме, овој пасус, Павле исцртува еден портрет кој се разликува од оние лажни учители. Тоа се дава еден портрет на вистински апостол, вистински Христов служител. Едни знаци, карактеристики кои треба да се гледат и во нашиот живот, во животот на еден вистински служител. Ајде да видиме, да се подсетиме, веќе прочитавме, ама да видиме сега така стих по стих како ја гради таа идеја апостолот. И вели, фалејки се станав безумен. Но вие ме принудивте на тоа. Вие требаше да ме пофалите, зашто со ништо не сум поделен од над апостолите. И повторно користи фразата хиперапостолон. Или, ако сакаме да го преведеме така најбуквално, пренајапостоли. Најапостолите. И тоа го кажу со иронија, зашто самите верници во Коринт сметале дека тие апостоли што дошле се многу повеќе од Павле. И Павле тука вели, тие за кои што ви велите дека се хипер, супер, најапостоли, со ништо не сум поделен. Дури од она што го кажа во претходните стихови, гледаме дека ги надминува во се. И во оние човечки критериуми кои се ги поставили коринтијаните, Павле дури и во тие критериуми ги надминува тие лажни апостоли. И овдека всушност им вели, кога дојдат тие лажни апостоли и почнаа да ме обвинуваат, да ме критикуваат, вие сте оние што требаше да ме одбраните. Вие требаше да ме заштитите. Вие требаше да кажете што се сум направил меѓу вас. Меѓутоа вие не го направите. Тргнавте по нив и ме принудивте буквално и јас да станам безумен и да почнам да се фалам. И ги подсетува. И вели, заборавивте ли со какви знаци, чуда и сили се покаже моето апостолство меѓу вас? Нели ги видовте апостолските знаци кои беа меѓу вас? И овдека би сакала да се задржам на оваа фраза, знаци, чуда се и силни дела. Силни дела е неправилен превод, дела, воопшто дела. Тоа е, би требало да биде, или сила, сили е буквалниот збор. Фразата дюнамесика и терасика и семејон, кој значи сила, чуда и знаци. И таа фраза не е нетипична, ја среќаваме честопати во Евангелијата за Христос, кога тој одеше и со многу сила, знаци, чуда, нели, говореше, го покажуваше своето месијанство, а го има надвор од Евангелијата уште на 3 места, ова е едно од местата, 2 Коринтини 2:12, дека знаците на вистинските апостоли беа извршени меѓу вас во секако трпение, во чудотворни знаци, чуда и сили. Го има во Дела 2:2, каде Петар им вели на евреите на Педесетница, мажи израелци, чујте ги овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исус Назареќанецот со сили, со чуда и со знаци, што Бог преку него ги направи меѓу вас, како што знаете и самите. И во Евреите 2:4, авторот на Евреите говори за Христос, дека Бог го посведочи со знаци, со чуда и со разни мокни дела и со раздавање дарови на Светиот Дух според неговата волја. Така, во делата и во Евреите, таа фраза се користи како потврда за месијанството на Исус, дека Исус беше потврден како Месијата, како Спасителот, а овдека апостол Павле ова фраза ја користи како аргумент, потврда за неговото апостолство и апостолството на неговите соработници. Што значи таа фраза? Што сака да каже со тоа апостол Павле? 3 збора се овдека важни.
И тие зборови се среќаваат најмногу во служењето на Христос. И гледаме во служењето на апостолите. Зборот динамис или сили, значи во контекстот сила која не е од овој свет, сила која не произлегува од физички закони, биолошки закони, од природни закони, говори за една сила надприродна која произведува дејство. Или овдека е преведено чуда, а во оригиналниот текст зборот тера се означува невообичаен настан. Тоест, таа сила произведува дејство кој не може да го произведат обичните физички закони. Кој не може да биде нешто кое не може да се случи во овој свет. Например, чудата што ги правеше Христос беа манифестација на таква сила, на таков динамис, кој произведуваа дејства кои не може да се објасне со нашиот ум, со она што ние го разбираме или познаваме. Во таа смисла, кога збориме за чуда, во библиска смисла на зборот, не збориме, например, за случаи во кои денес има луѓе кои претендираат дека имаат од Бог добиено сила, способност да лекуваат, да прават чуда. И ќе кажат, има ли некој потреба од помош? И некој ќе кажат, ама ме боли главата. Дојди ваму, ќе стави рака, како се сега, ми помина главата. Такви работи Христос не правеше. Апостолите не правеа такви работи. Зошто? Некого може да му помине главата. Да го боли да му помине. Може би некој да си земе аналгин пред да дојде на црква и после 20 минути се помоли да каже веќе не ме боли главата. И сега не знаеме дали дејството е од аналгинот или од Бог. Кога Христос и апостолите вршеа чуда, кога се покажуваше тој динамис, таа божествена сила, и кога се случуваше невообичаено дејство, не се оставаше простор некој да се сомнева сега тоа е од тоа или од тоа. Например, Христос го воскресна Лазар кој 4 дена беше затворен во гроб. Никој не може да каже, ама тој бил во клиничка смрт или бил во некаква кома. Или кога доаѓаа лепрозни, секој знаеше во тоа време дека лепрозен човек не може да биде излекуван. Тоа е неизлечива болест. Човекот останува со лепра до крајот на животот. И Христос, кога ќе кажеше биди чист, во моментот неговата кожа се обновуваше. Кога го погребува единицот на вдовицата од Наин, Христос се фати кучијата и му рече стана синот, човекот. Што се дејства несомнено, невообичаени дејства. И апостолите го правеа истото. Кога Петар и Јован беа пред храмот, продолжение на овој настан, беа во храм, пред храмот, проповедаа и таму имаше еден човек кој цел живот не одел и секој ден седеше пред храмот. И сите знаат дека тој човек не може да оди. И тој човек побара злато сребро од апостолите. Петар му рече, немаме ни злато ни сребро, но имаме нешто друго. Во името на Христос стани и оди. И човекот стана. Не се тетеравеше, како некои чудотворци сега што нели се представуваат. Јас сум бил на такви настани, ќе дојде некоја соколичка, се молат долго време, потоа се обидуваат да го кренат, па го држат, па човекот се нека нестабилност, не може да стои, пак ќе седне. И така не успеа, па следниот пат, Не, кај Христос немаше такви работи апостолите. Кој ќе кажеше стани, стануваа. Тоа е пројавата, тоа е апостолскиот знак. Тоа е знакот за месијанството на Христос. У случајот со таштата на Петар, пишува Лука, докторот Лука. Тој само го дава тој податок, иако опишан и во Лука и во Марко, само тој вели дека таа имаше треска, силна температура. Кога некој има треска, што значи тоа? Слаб, исто што не може да стане. И пишува во Матеј дека ја допре за раката, а Лука вели и заповеда на треската да се замине. И стана жената и продолжува текстот и вели и готвеше, служеше. Може се тоа е нешто невозможно. Некој да има треска,
гори од температура лежи и наеднаш да почне да служи. Тоа се чудата за кои пише вовдека апостолот Павле. И на крајот зборот знаци или семион. Тој збор значи патока, знак. Тоест, тоа што се случува, таа пројава на дејство, на сила, на динамис, кој треба да изврши нешто неприродно, надприродно, да даде некаква порака, да каже нешто. Тие чуда Христос кој ги врши, апостолите кој ги врши, не беа за да задоволат љубопитство или да прават шоу. Тие беа за да упатат порака. Сите чуда, ние ги изучувавме и мислам дека стана јасно, сите чуда на Христос или беа дел од некоја проповед, или беа вовед кон проповед, илустрираа некоја проповед, беа порака. Секој чудо носеше порака. Во случајот овдека Павле, пораката на Павле, идејата на Павле, вие ги видовте, ја видовте силата божествената, ги видовте тие чудотворни дела. И требаше да сватите дека пораката е, да, ова се вистински апостоли. Да, тие го проповедаат на вистина Христовото учење. Тоа е како дефиниција, ако може да кажеме. Тие извршуваа невообичаени дејства, во кого беше вклучен Бог со својата божествена сила, да се потврди автентичноста на Божјата порака. Како и автентичноста на оној што ја пренесува пораката. Тоа е знакот. Тоа е она што требаше да го разберат, да го сватат преку тие чуда. И Павле им вели, вие не заустанувате зад никоја црква, во 13 стих, не останавте подолни од другите цркви. Сите оние чуда што се покажаа во другите цркви се покажа и во вашата црква. Во книгата Дела на апостолите, овдека во овие две посланија не знаеме колку биле, што биле, какви биле, не се опишани. Меѓутоа од другите настани, особено во книгата Делата на апостолите, гледаме дека во животот, во службата на Павле имаше чуда. Тој воскресна едно дете, Тихи кој падна од прозорецот на полнок, после полнок, во Троада, Павле се симно го воскресна со Божјата сила. И веројатно, кога го пишува овдека, кога вели дека кај вас во вашата црква не сте ништо подолу од другите, и кај вас се случуваат тие работи. И затоа Павле им вели во 11 стих, вие требаше да не заштитите, гледајќи ги тие знаци, чуда, тие дела, гледајќи таа сила што се покажа. Меѓутоа, вие тргнавте по тие другите, кои веројатно ги плениле со приказните, не толку со апостолските знаци. И гледате сега овдека не испушта Павле, кога вели дека не е ништо подолен од над апостолите, не пропушта да каже, иако сум ништо. Тоа е знакот на апостолот. За разлика од оние другите лажните апостоли кои сето внимание го свртувале кон себе, да се покажат како големи, способни, надарени, Павле пак предупредува, јас сум ништо. И тоа е парадоксот кој го прави, кој е знакот, тој е апостолски знак, кој аргументот потврдува дека Павле е навистина апостол. Апостол оној кој може да го каже тоа парадокс. Не сум ништо помалку од нив, но сум ништо. Јас сум дури повеќе од нив, но сепак сум ништо. Иако не сум подолен, тоест, иако сум ништо, не сум подолен од другите. Зашто она што Христос може да го направи преку мене, овозможува јас да не сум ништо помалку од нив. Со други збори Павле вели, да, јас не сум ништо помалку од нив, бидејќи сум ништо. Токму заради тоа. Бидејќи сум ништо, Бог прави поголеми работи во мојата служба отколку кај нив. Тоа е вистинското христијанство. Да можеш да кажеш,
Јас сум ништо и можам се. Иако сум ништо, можам се. Во Христос кој ми дава сила. Тоа е. Кога сум ништо, тогаш Христос ми дава сила. Кога мислам дека сум многу, тогаш не правам ништо. И затоа вели, не сум подолен од надапостолите. Зошто сум ништо. И бидејќи сум ништо, Бог ме употребува, ми дава сета Христова сила, се покажува во мене. И тие апостолски знаци се покажаа во мојот живот. Така се гледа вистинското апостолство. Дали човек е навистина Христов или пак служи на друг? За жал, многу апостоли се појави во последно време. И кажам малку понатаму што мислам за апостолската служба. Се појави многу апостоли кои целосно го свртуваат вниманието кон себе. И нивната основен акцент во службата е колку се големи. Колку големи служења имат, колку големи работи прават. Павле вели, јас сум ништо. Ништо сум. И бидејќи сум ништо, Бог прави големи работи. Со други збори, Павле сака да каже, се ова што ви го кажав порано, во 11 глава, дека сум еврен, колку пати сум тепан, колку каменуван, колку камшикуван, колку бродоломи, колку непријатности и така натаму. Сето тоа е ништо. Ништо. Сите мои знаења, сите мои способности, сите мои вештини, сето тоа е ништо. Апсолутно ништо. Бидејќи единствено Божјата способност и сила е таа која ги прави работите или дејства во мене. И овдека сега малку 13 стих како да создава забуна и кажува бара прошка, и тука има малку цинизам од негова страна. Не останахте во поглед на апостолските знаци ништо подолу од другите цркви, освен по она што не ви дотежнеав. И пак се навраќа на она критика дека не зимал пари, тоест не прифатил да биде издржуван од Коринтската црква. Додека е во Корин, тој единственото место каде што пише дека правил шатори, тој таму прави шатори, и во исто време открива во 11 глава дека Македонската црква го издржува, додека е во Корин. Но не се согласува да ја зима поддршката од Коринтската црква, и во првото послание јасен апостол Павле таму. Во Коринт е местото, градот каде што доаѓаат филозофите од секаде. Тоа е центарот на филозофијата. Таму е местото каде што се промовира филозофијата. И сите филозофи си имале мецени во Коринт. Меѓутоа мецените ја одредуваат насоката на филозофијата. Тоа е со оние што плаќат, кажуваат што ќе говори филозофот. Павле сака да се разграничи од филозофите, вели, јас доаѓам овдека како говорител на Христос и не да исполнувам човечки вкусови. Така да, нема да прифатам од вас помош, за да не ве заблудам дека на тој начин вие ќе можете да влијаете некако на објективноста, на чистотата на Евангелието што сакам да го проповедам. Знаејќи ја незрелоста на коринтијаните, тој решава целосно да се изолира, да стане целосно независен во материјален поглед од нив, за да не биде по никаков начин уценет во проповедањето на чистото Евангелие. И овдека им го кажува, тој вели, простете ми ја таа грешка. Иако знае дека правилно постапил. Така, тоа е тој дел на 13 стих. Мудар е апостолот во тој поглед. И тоа е знакот, еден од знаците што Павле го дава за апостолство. Неговото апостолство беше потврдено на вистина од Бог. И сега, говорејќи за апостолство, за апостолска служба, мојот став е дека јас не верувам дека денешната црква има потреба од апостоли во тој новозаветен вид, како Павле, како Петар и така натаму. И ако така навлеземе подлабоко во раната црковна историја, ќе видиме дека апостолската служба бргу замира. Во Дидахе се појави опишена е апостолска служба, тоа е дел од крајот на први век, и веќе првата половина на втори век не постои апостолска црква во раната црква.
апостолска служба. Едноставно ја нема. Замира и пророчката служба. Пророчката и апостолската служба замираат и не се среќаваат понатаму. Се до совремењето. Последните 100 години, кога повторно се појавија апостоли. Апостоли кои со ништо не ги задоволуваат знаците, вистинските знаци на овие апостоли, кои што ги разгледувам. И на крајот на краиштата, апостолите се тие кои ја поставија теолошката основа на црквата. Тие ни го дадоа Христовото учење во своите посланија, во Евангелието и така натаму. Што новите апостоли ќе ни кажат повеќе? И за жал, многу од новите апостоли го искривија Христовото учење. И на крајот на краиштата апостолите продолжуваат да ни говорат. Тие се се уште меѓу нас. 3 години преку коринтијаните не говореше Павле. Пред тоа не говореше преку ефесијаните. Јаков ни говори, Јуда ни говори, Петар ни говори. Тие се уште продолжуваат да ни говорат преку своите посланија. И ако се појави некој апостол, ние треба да видим дали е навистина таков, како овие апостоли. Дали навистина се надеваат целосно на Христ. Дали ги има знаците? Овие, дали има чуда со знаци? Ама вистински чуда се и знаци. Неоспорни чуда се и знаци. Сега, не сакам да кажем дека Бог не прави чуда. Јас верувам дека Бог прави чуда и ние се молиме Бог да прави чуда. Ние веруваме дека Бог и денес лекува, и денес крева на нозе луѓе. Меѓутоа, не во таа смисла за која говориме овдека. И на крајот на краиштата останува Божјата цел во секој чудо да ни пренесе порака. Да ја открие својата слава. И продолжува, ајде да одиме понатаму, говори за својата служба, пожртвувана служба. Вели, еве по трет пат се готвам да дојдем кај вас и пак нема да паднам на ваш товар. Заврши 13 стих, се извинувам што не ви дотегнав, а во 14 стих пак ги предупредувам. Ке дојдам, пак нема да ви бидам на товар. Во секој однос, сега вели, не само во поглед на финансирањето, во секој поглед, мојата служба ќе биде целосно посветена, мојата љубов ќе биде целосно изјавена, без разлика на вашиот однос. Тоест, не надевајки се на нешто и не барајки ништо за возврат. И тука продолжува и со љубовта. Говори повеќе за љубовта. Им дава еден аргумент и вели, јас сум вашиот духовен татко. И како ваш духовен татко, не е за очекување вие да собирате за мене. Бидејќи природниот закон, Божиот закон, биолошкиот закон е дека родителите се жртвуваат за децата, а не децата за родителите. Одговорност на родителот е да се грижи за децата, а не децата за родителот. Тој аргумент го дава овдека. И родителот тоа го прави без притисок. Јас не познам родители, сега збориме за нормални родители, кои се притискани со закон. Треба закон, сега државата да изгласи закон, со кој ќе го натера родителот да му дава храна на детето, или да му купува облика, или да се грижи за образование. Да, има родители кои се несовесни и тука државата интервенира. Ето, тоа е нормален закон. И Павле вели, нормално е јас да се однесам така, нели? Да ја покажувам мојата љубов кон вас, не барајки ништо за возврат. И тоа е исто така знак за еден вистински апостол, вистински служител. Се појави пред 30 години еден апостол во една соседна земја. Знаете што им кажа од црквата? Им отвори во првите страници на делата на апостолите, 3-4 глава, и рече, видите што пише овдека. Имотите луѓето, парите, се носеа пред носете на апостолите. Ако сакаме да бидеме новозаветна црква вистинска, не ќе пуштат, нема да пуштате пари во она што поминува, ќе ги носите пред моите носе. И јас ќе ги собирам парите. Тоа е библиски, така правеше новозаветната црква. Не, тоа беше исклучок. Тоа беше еден преседан кој не проживеа, не се реализира, пропадна
се распрснаа христијаните, излегоа од Ерусалим поради гонењата и тоа никаде повеќе не се повтори во историјата. Се покажа како неуспешно. Заврши неуспешен тој обид. На крајот се испокараа. На кои жени, на кои вдовици дават повеќе храна? Еленистичките жени еврејки се жалеа дека не се хранети. И требаше на крајот да изберат 7 служители на трпезата, така наречени 7 ѓакони, во 6 глава, кои сите беа со еленистичко потекло. Сите беа евреи, еленисти. Од диаспората дојдени во Ерусалим. Меѓу нив беше Стефан, Филип и така натаму. Се зимаат места што им одговараат, за да живеат како новозаветна црква. Павле вели, со ништо. Дури, јас ве сакам многу, а вие ни малку. Или како беше? Премногу ве љубам, вие многу помалку ме љубите. Без разлика. Добро е вие да ме љубите повеќе. Независно од тоа, јас ќе продолжам да ви служам посветено и премногу да ви љубам. Зошто? Зашто јас сум таткото, а вие сте децата. Зашто така е норм. Зашто таткото не очекува и нема да престане да ги сака своите деца ако не му биде возвратено на истиот начин. Зашто јас сум вистински апостол. Јас сум вашиот татко. Тие другите кои дојдоа, Павле пишува во 11 глава, вие сте готови да дозволите и трпите, не само готови, вие и трпите кога ве шамарат и ве тепат и пак трпите. Додека јас го покажувам на ваков начин мојот татковски однос. Со една безусловна љубов. Неко мало детенце му биле дадени задачи и ги извршил. Си ја средил собата, лисијата ги собрал во дворот, фрлил ѓубре и така натаму. И вечерта оставил една белешка на масата и напишал: фрлање на ѓубрето 50 денари, чистење на градиште 100 денари, средување на собата 50 денари, собирање на листа во дворот 100 денари, вкупно 300 денари, со љубов, твојот син. И следниот ден кога останало детето, на масата нашло 300 денари и едно ливче на кое пишувало: готвење секој ден 0 денари, перење и пеглење 0 денари, правење сладки 0 денари, чистење 0 денари, со љубов, мама. Тоа е тоа. Тоа го кажува овдека Павле. Вие може да барате сметка од мене, но јас никогаш нема да барам од вас. Не бара и не очекува ништо за возврат. И тоа, таа несебична љубов е знак дека него му значи многу повеќе Божјото одобрение, за кое ќе говориме, отколку однесувањето на луѓето. И потоа продолжува пак непријатен текст за обвинувањата кои ги добива, но вели нека биде така, ајде еве, нека од мене да помине. Вие знаете мојата љубов, колку многу ве сакам и ќе преминам и преку тоа што тоа обвинување што се изнесува против мене, а тоа е дека сум бил таков само за да ве измамам, сум итар и на крајот со измама да ве придобијам. Глумев дека сум таков, за на крајот сите ве измамам. Не ви додав, не барав ништо, бидејќи итар. За тоа бил обвинуван. И продолжим вели: добро, кога сум постапил така? Дајте ми еден случај во мојата служба кога со измама сум постапил. Или ако пак велите не јас, моите соработници, да, го праќав Тит, праќав и други луѓе. Кога тие направиле нешто? Нели и тие како мене одеа по истите стапки? Нели тие целосно ме следеа во се и постапуваа на ист начин? Значи, безрезервна љубов. И покрај такви обвинувања, ви колку валкани обвинувања против него, вели, лице в лице, со аргумент кажете кога било така. Потоа продолжува, вели, и јас ќе продолжам. Ќе продолжам да доаѓам, ќе продолжам да ви говорам, ќе продолжам да ги решам проблемите, бидејќи објективно сето тоа ќе го правам, очи во очи, бидејќи
Мојата одговорност е пред Бог, а не пред луѓето. И затоа им ги предупредува. Да не мислите дека ова што го пишувам. Да не мислите ова што го пишуваме да се бранам. Не, заради вас го пишувам. Вие да пораснете, вие да се изградите, вие да бидете спасени, да се оттргнете од измамите на лажните учители. А јас тоа што го правам поради одговорноста што имам пред Бога. Ние зборуваме пред Бога во Христос. И сето тоа е за ваше изградување. И ќе го правам се додека го имам Божјото одобрение. Добро е да имам и човечко одобрение, вели Павле. Добро е и вие да ме сакате повеќе. Добро е и вие да го одобрите тоа. Но и да не го направите. Јас ќе продолжам во таа насока. Бидејќи мојата одговорност е пред Бог. Бог го бара тоа од мене. Зошто се плашам, вели Павле, кога ќе дојдам кај вас сега по трет пат, се плашам дека ќе видам повторно раздор, ќе видам кавги, ќе видам завист, ќе видам гнев, клевети, озборување, горделивост, побуни, безредие. Ќе видам како продолжувате и понатаму да одите по тој пат. И кога ќе дојдам, бидејќи мојата одговорност е пред Бог, бидејќи не сакам да служам на луѓе, не ми значи вашето одобрение. Очи во очи, лице в лице, пред сведоци, ќе ги изнесем овие работи. И ќе продолжам да говорам, да ве одвратувам од тој пат. Ако ми значевте вие и вашето мислење, кога ќе дојдам, меѓу вас, ќе кажам супер сте, нема подобри од вас, но бидејќи пред Бог говорам во Христос, кога ќе дојдам, пак ќе се соочиме со вашите проблеми. Ќе се соочиме пак со вашите кавги, раздори, со вашата суета и со сето тоа. Сосема отворено, сосема директно. И додава во 20 стих тоа каже, бидејќи се плашам дека можеби кога ќе дојдам нема да ме најдам така како што сакам. Тоест ќе најдам завист, раздор, а и вие нема да најдете да ме најдете таков каков што сакате. Вие ќе сакате да бидам како тие лажните учители кои нема да бидам. И покрај се пак нема да бидам како нив. И ќе продолжам да говорам за сите тие работи. Зашто Божјото одобрение ми е важно. И продолжува да изнесува нечистотија, блудство и срам што ги направиле. И тука додава една категорија кон претходната која повеќе лоши човечки односи. Во 20 стих, од 21 стих говори за нечистотија, тоа е за неморал. И со тоа, и за тоа ќе збориме, вели Павле. Коринт, во тоа време сме кажале многу пати, или коринтијанството воопшто како поем, е синоним за неморал. Нешто сосема вообичаено. Сите во Коринт живееле во неморал. Тоа бил стил на живење, начин на живење. И Павле има еден таков добар аргумент во раце, сето тоа да премине преку сето тоа. Па нормално е во Коринците така да живеат. Нормално, не мора оте таму нормална работа. Тоа е тренд. Не, сите го прават тоа. Павле пишува 4 посланија на тие луѓе на таа тема. 3 пати ги посетува, не се откажува. Не преминува преку тоа, зашто знае дека тоа пречи на нивното христијанство, пречи на нивната врска со Бог. Продолжува бидејќи има одговорноста пред Бог. За жал, денешното христијанство е далеко од христијанството на апостол Павле. Супер благодат. А по благодат живееме. Да не се возневеруваме многу од нашите слабости, од нашите гревови. Зашто Бог ни простил веќе се на крстот. Млади и слободни. Слободни да живееме што сакаме, под благодат сме. Павле вели, па јас сум најслободен од сите. И станав роб на сите. Зошто? Зашто мојата љубов ме покорува да бидам
а роб на луѓето. И ја ограничив дотамо мојата слобода во Христос, за да можем да ги спасувам луѓето, за да можем да им служам на луѓето. И тоа е знакот за вистинското служење, за вистинското апостолство. Одговорност пред Бог. Божите стандарди, вредности се апсолутни. Нема компромис. Може сите да заживеат по друг начин. Божиот служител ќе држи на она што Бог го оставил како стандард. И Павле не се откажува. Во најпорочниот град, во најнеморалниот град, да им вели на христијаните, вие треба да се справите со вашата нечистота, со вашиот неморал. И како, вели Павле, има Христов закон за тоа. Христовиот закон е, ке разговараш ли, јас ли пишувам сега послание, кога ќе дојдам, гледам дека нема реакција, пред сведоци, потоа ќе го извадиме пред целата црква и на крајот ќе оставиме на Бог, тој да реши. И с тоа завршува всушност апостолот, на зависност од Божјата моќ. Иако вака навидом изгледа многу песимистички, овој текст има оптимизам во него. Има надеж кај Павле дека ќе се средат работите. И кажува се, ќе дојдам, кога бев како што предупредив, кога дојдев по вториот пат, така и сега, кога не сум меѓу вас, предупредувам, оние што погреши да се поправат. Инаку, кога ќе дојдам, нема да поштедувам. И сега продолжува, нели, понатаму и се гради една слика, тоа е еден впечаток и во многу коментари се представа тој впечаток, како Павле, кога ќе отиде сега во Коринт, ќе седне како некој судија, како владика со, нели, оние жезловите, така имаат епископите, папите, и ќе суди, кој не се покајава со стапки ги избрка. Не е тоа сликата. Павле представува друга слика. Таа седејќи ко тој пристап, прво разговор, потоа сведоци, потоа изнесување пред црквата и на крајот екскомуницирање, Павле во сето тоа се надува на Божјата моќ. И вели вака, и какви термини користи. Божјата сила или Божјата моќ 3 пати е употребена во овие стихови. Вели дека Христос е силен меѓу вас во 3-тиот стих, 4-тиот стих кажува дека е жив по моќта Божја, Христос, и понатаму вели ние сме слаби, но ќе бидеме живи со преку силата Божја која е меѓу вас. И таа Божја сила меѓу вас 2 пати. Зборот сила 2 пати е употребен во контекст меѓу вас е силата Божја. Во вас е силата Божја. Тоа таа дејства во вас. И која е всушност целата идеја? Павле вели: јас сепак имам надеж. Верувам дека Божјата сила дејства, како што таа сила Христос, слабиот на крстот Христос, го воскресна, го вознесе, така таа Божја сила вас ке ве воскресе. Таа дејства во нас слабите, таа дејства и во вас слабите. И таа на крајот ќе победи и вие ќе бидете освоени за Христос. Ние кои сме сега слаби и отврлени, на крајот ќе се покажеме силни во Божјата сила пред вас. И вие ќе бидете освоени за Христос. Вие ќе останете она што Христос го почна меѓу вас. Она што Бог го работи. Делото на Христос нема да остане празно меѓу вас. Божјата сила ќе направи така вие да бидете извлечени од сето тоа. Тоа е надежда. Во таа смисла говори Павле. Јас ќе дојдам меѓу вас, ќе се расправам. Меѓутоа на крајот верувам, се надевам на Божјата сила, на Божјата моќ. Се надевам на Бог. Тој, верниот Бог, нема да ве остави. Тој повторно ќе ве врати на вистинскиот пат. Тој ќе ја спаси црквата во Коринт. Тоа е надежда на крај. Тоест, целата негова зависност пак е во Божјата моќ. Тој ќе оди таму, како апостол со апостолски авторитет. Меѓутоа не се надева, иако нема да поштеди, тој не се надева дека тој ќе направи нешто. Бог ќе направи. Бог е тој што Божјата моќ ќе направи. Целосна зависност од Божјата благодат, Божјото ветување од Божјата верност. И така, тоа се некои од знаците на апостол Павле, за што ги представува како
вистински апостол. И нашиот фокус треба да биде кон следење на тој пример. Тоа е вистински пример за христијанство. Сознание за слабост пред Бог. Не сме ништо помалку од другите, но сепак сме ништо. Не сме ништо помалку, зашто во Христос можеме се. Не можеме ние да го извршиме Божјото Слово. Не можеме ние да го исполниме Словото на Бог. Не можеме ние да го следиме, да бидеме верни на Бог. И можеме, зашто Христос ни дава сила. Се што Бог решил да направи преку нас, ќе го направи, бидејќи Неговата сила действа во нас. Служба во која не се гледа сметката. Одговорност пред Господ и на крајот надеж во Неговата моќ, дека тој действува. Тоа се критериумите, тоа се карактеристиките на апостол Павле и тоа нешто него го направи да остане до ден денешен авторитетен. Тоа негово учење да остане до ден денешен авторитетно за црквата. Бидејќи тој навистина е Божиот апостол. И неговото учење навистина е божественото учење кој треба да го следиме, независно, дури и ангели ако дојдат да ни проповедат нешто друго, ние треба да кажеме не. Апостолските знаци се потврдија во неговата служба. Амин.